Поздрав од студиото на Прва Скопска. Почнуваме со урбаните вести. Од вчера до денеска до 13 часот вакцинирани се 829 деца со вакцината МРП. Откако завчера беше прогласена епидемија на мали сипаници во Скопје и беше донесена забрана да не се примаат невакцинирани деца во градинките. Министерството за здравство информира дека за време на викендот на 5 и 6 јануари ќе работат вакциналните пунктови Јане Сандански, Битпазар и Букурешт, и тоа во 2 смени, во период од 7:30 до 19 часот. В понеделник на 7 јануари овие пунктови ќе работат само прва смена, од 7:30 до 13 часот. Ова е првата вест за денеска, останете со нас. И викендов ќе се вакцинира од МРП до 19 часот, в понеделник до 13. Сдруженијето на педиатри со поддршка за вакцинацијата. 1000 маски и богата музичка програма на овогодинешниот Вевчански карнавал. Зголемени цени на пазарите во пресрет на Бадник и Божик. Општина Газибаба преку Светска банка ќе обезбеди 72 милиони денари за канализација во Јурумлери. Интервју со градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Наумовски. Во текот на вчерашниот ден се вакцинирани вкупно 488 деца со МРП вакцина. Пунктовите за вакцинација во поликлиниките Букурешт, Битпазар и Јане Сандански и денеска вакцинираат до 19 часот, а за викендот исто така ќе вакцинираат во 2 смени, од 7:30 до 19 часот, а в понеделник само прва смена, од 7:30 до 13 часот. А Сдруженијето на педиатри преку соопштение изрази поддршка за вакцинацијата и порача дека вакцините се безбедни и ефективни. Со цел да се спречи ширењето на епидемијата на морбили, мали сипаници, прогласена во Скопје, се уште е на сила наредбата дека децата кои се невакцинирани нема да бидат примени во детските градинки. Министерството за здравство информира дека во текот на вчерашниот ден се вакцинирани вкупно 488 деца со МРП вакцина. Од Министерството апелираат до сите родители да ги вакцинираат своите деца со МРП вакцина, која е високо квалитетна и ефективна, а производител е Глаксо од Белгија. Вакциналните пунктови во поликлиниките Букурешт, Битпазар и Јане Сандански ќе работат и денеска до 19 часот. Сдруженијето на педиатри на Македонија синоќа преку соопштение изрази поддршка за сите мерки што ги презема Министерството за здравство во однос на вакцинирањето на деца кои не се вакцинирани со МРП вакцина. Повикот е од особена важност за децата кои се во потенцијален ризик или се обкружени со лица во потенцијален ризик и истите треба да бидат веднаш вакцинирани, со цел намалување на ризикот на и така намалениот колективен имунитет. Со тоа се намалува ризикот за пренесување на малите сипаници морбили кај децата и кај повозрасната популација. Со вакцинацијата се намалува ризикот од заболување од морбили, а со тоа и опасноста од можните компликации кои може да бидат многу сериозни и смртоносни, се наведува во соопштението. Епидемијата на морбили, министерот за здравство Венко Филипче очекува да заврши за околу 2 недели, колку што е и периодот на инкубација од моментот кога последниот пациент со мали сипаници бил примен на ефективната клиника. Според него, најголем проблем во однос на невакцинираноста кај нас се децата кои што одат во градинка, затоа што кај децата кои ќе тргнат во прво, односно второ оделение, сериозно е висок опфатот со вакцинација. Најголем процент од невакцинираните деца се децата кои што имаат 1, 2, 3, 4 години и понатаму процентот на невакцинирани деца значително опаѓа. Тоа е период кога децата стануваат посамостојни и тогаш родителите се сигурни дека не може тоа да се доведе во релација со некоја болест како аутизмот и ги вакцинираат своите деца. Во таа смисла сметам дека овие кампањи се апсолутно неоправдани и носат само еден огромен ризик да се вратат болести кои што се смртоносни и кои кај нас биле искоренети пред многу години, а кој денес е огромен проблем во неразвиените земји, појаснува Филипче. 14 вековниот Вевчански карневал оваа година ќе се одржува од 12 до 14 јануари. Организаторите најавуваат богата музичка програма и дефиле на повеќе од 1000 маски. Очекувањата се дека вевчани за време на карневалот ќе го посетат околу 10.000 посетители. Богата музичка програма и повеќе од 1000 маски ќе го одбележат овогодинишното издание на најголемиот театар на сатирата и маски под отворено небо, Вевчанскиот карневал.
Карневалот, кој има 14 вековна традиција и со кој се слави доаѓањето на новата година по стариот календар, ќе се одржува од 12 до 14 јануари, а како што истакна авторот на дизајнот за пасошот на Република Вевчани и на вевчанските банкноти личници Симон Лешовски, маските се веќе изработени, но се држат во строга тајност. Според Лешовски, кулминацијата на настанот е на 14 јануари утрото во 2 часот и 30 минути по полноќ, кога младоженецот и невестата одат да полнат вода на вевчанските извори од која подоцна приготвуваат кашарник. На вевчанскиот карневал се маскираа само машки. Сега последниве 20 на години не само што се тука женските да речеме имаат равноправност, туку веќе префрлаат можеби некој процент, што е додадена вредност на таа што рековме преска тотална слобода. Јас мислам дека оваа година ќе бидат некаде над 1000 маски, што групни, што поединечни, маски кои секако го провоцираат оној кој што тоа го гледа, го провоцираат во смисла на да размислува за таа маска, маски кои што најдобро се чувствуваат васеличарите да ја критикуваат власта, каква што е актуелната, во моментот која што е власт, и тие ги критикуваат потезите кои што ги направила власта, кои самите тие сметаат дека не се во ред. На Вевчанскиот карневал и годинава ќе има многу музика. Забавата ќе почне на 12 јануари, кога ќе настапат групата Архангел и Неша Галија, културно-уметнички работници и диџеј Рудбој. Следниот ден на 13 јануари во 14 часот ќе почне дефилето на маски. Во пресрет на Василица и пречекот на православната нова година, вечерта на 13 присутните гости и василичарите ќе ги забавуваат Кате и Нели Тиреков, баклава, джубокс бенд и оркестар Зурли и Тапани од Вевчани. Карневалот ќе заврши истиот ден попладнето со традиционалното палење на маските. Вевчанскиот градоначалник Сашо Јанковски, кој ги покани сите што имаат желба да дојдат на Вевчанскиот карневал, рече дека ова ќе биде уште една можност за уникатно искуство. Благодарение на овие учесници кои ние во Вевчани ги викаме василичари, оваа манифестација важи за најголемиот европски фестивал на сатирата и отворен театар без режија. Програмата официјално започнува на 12 јануари во сабота со изложба на уметнички фотографии, маски и асоцијации од авторот Анастас Ќушковски. Не пропуштајте шансата да сте дел од доживувањето. Ваше е само да дојдете, за забавата ќе се погрижиме ние. Организаторите на карневалот очекуваат околу 10.000 посетители. Пред Бадник и Божик драстично зголемени цени на пазарите. Најскапи се костените и оревите. Годинава килограм костен се продава и по 200 денари. Традицијата налага Бадниковата вечера да биде постна, а како по обичај цените на намирниците кои се дел од трпезата секоја година се покачени. Православните верници в недела го празнуваат Бадник, а в понеделник Христовото раѓање Божик. Традицијата налага вечерата да биде постна, а цените на производите кои вообичаено се наоѓаат на Бадниковата трпеза, како по обичај секоја година се зголемуваат пред празникот, што на голем дел од семејствата со ниски примања им го отежнува пазарењето и тоа да го поминат празникот со богата трпеза. Лепче, граф, риба, тиква, сарма, посни пити, компир и овошје се производите кои речиси секое семејство за Бадник ги поставува на трпезата. А токму на овие производи, речиси секоја година цената пред празникот се зголемува. И пазарџиите и купувачите сметаат дека цените за Бадник и Божик се високи, но така е секоја година, а според пазарџиите се помалку гужва има по пазарите. Граѓаните често пазаруваат и по маркетите. Дали има купувачи? Многу слабо, Душо. Многу слабо. Све по маркети ве одат, ние еве како што гледаш. Народ нема ич. Многу слабо. А цените какви се во споредба со лани? Па цените се многу и поскапи се долу, на големо. Многу се поскапи. Еве го кромидот 60 денари е тука, 50 е долу. Многу е поскапо. Од лани многу е поскапо. Иста цена и лани и година, 20 денара и сега 20 денара. За тикви е. Само парите нема, сега помалку има луѓата пари. Посиромаси се многу.
Покажа. Малце крови и компир ги покажа, зашто нема дека ова година толку. Ама не е тој ништо. Ништо. Добро е, добро. Што најмногу купувате? Па од се по нешто, освен месеното дома. А цените како се движат оваа година? Дали се поскапи или поевтини од лани? Па нешто, зависи што. Нели? Нешто поскапа, нешто поевтино, меѓутоа на традиционалното да го задржиме, значи и да подготвиме маса како одговара на една фамилија. Па еве овошје, едно друго, това, јабуки, јарварси, коштани, тие такви работи. Пред една недела килограм костени чинеше од 100 до 120 денари. Сега на некои пазари се продава по цена и од 200 денари. Оривите пак сега чинат 150 денари, иако предходно се продаваа за 80 до 100 денари за килограм. 1 килограм портокал може да се купи за 35 денари, мандарините за 40 до 50 денари, сувите сливи за 150 денари за килограм, а цената на смоквите и урмите се движи од 35 до 50 денари. Цената на крапот е околу 250 денари, а мавровската пастрмка 350 денари за килограм. Божикните гранчиња, кои се традиционален и најважен декор за божикните празници, се продаваат по цена од 5 и 10 денари по гранче. 72 милиони денари ќе обезбеди општина Газибаба преку Светска банка за изградба на вакуумска канализациона мрежа во Јурумлери. Со ова жителите на Јурумлери конечно добиваат нормални услови за живење, а септичките јами заминуваат во историјата. Општина Газибаба и Министерството за финансии го потпишаа договорот со Светска банка, преку кој се обезбедуваат 72 милиони денари за изградба на првата вакуум канализациона мрежа во населеното место Јурумлери. Како што информираат од општина Газибаба, во 2019 година ќе се започне со реализација на овој голем проект, а жителите на Јурумлери конечно добиваат нормални услови за живење, а септичките јами заминуваат во историјата. Во Јурумлери изминатата година се градеше првата вакуумска пречистителна станица, која ќе ги реши проблемите на околу 3500 жители во Јурумлери. Ова е најголемото рурално место на потегот меѓу реката Вардар и автопатот, а ризикот кој постои во ова населено место се подземните води и големиот број септички јами, а со изградбата на вакуумската пречистителна станица и канализационата мрежа, овој проблем ќе се реши. Решение за еднократна парична помош во висина од 5000 денари и оваа година ќе им се доделува на сите родители кои имаат новороденче и се жители на општина Ѓорче Петров, информираат од општината. Единствен услов е двајцата родители да се жители на општина Ѓорче Петров. Општина Ѓорче Петров новата година ја почнува со создавање нови планови и амбиции. Од општината информираат дека креираат нови проекти, но продолжуваат и со старите кои се докажаа како ефикасни. И во наредните 12 месеци општина Ѓорче Петров ќе доделува еднократна парична помош за новороденчињата. Минатата година по 5000 денари добија 293 семејства во Ѓорче Петров. Единствен услов за доделување на еднократна парична помош е и двајцата родители да се жители на општината. Општина Ѓорче Петров во 2019 година ќе работи на изградба на комплетно нова детска градинка во населеното место Волково, а ќе го пренамени начинот на затоплување на основните училишта, со што ќе даде свој придонес во намалување на загадувањето на воздухот. За останатите планови и проекти на општината ќе дознаете од интервјуто со градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Нумовски. Со цел да ги информираме нашите гледачи, граѓаните на општина Ѓорче Петров за успешно реализираните проекти во 2018 година. Денеска се наоѓаме во кабинетот на градоначалникот на општината Александар Наумовски, со кого ќе поразговараме не само за минатите проекти, туку за реализацијата на планираните проекти за 2019 година. Најнапред ви благодарам за издвоеното време. Благодарам. Како што споменав, за нас оставаме уште една календарска година. Може ли за почеток да ни кажете какви се вашите впечатоци? Видете, впечатоците се прекрасни, за тоа говорат фактите и делата. Општината е една од трите без долг во Република Македонија, зашто требаше многу работа, тоа го направиме заедно со мојот тим, како што ветивме пред изборите, и со поддршка на Советот. Наследивме долгови, не изготвени проекти, меѓутоа со транспарентно и одговорно и домакинско работење вратени се долговите, негде беа околу 520.000 евра,
затекнати 240.000 евра, дополнително со ненаплатени фактури околу 520.000 евра. Истовремено започнавме со исплаќање, нас не затекна ануитетот на кредити, во вкупна вредност од 2.300.000 евра, меѓутоа и покрај тие тешкоти ние исправивме општината во вистински правец и се надевам дека периодот што доаѓа ни се отворени вратите за нови проекти, за што веќе подготвуваме. Дополнително со влезот на Република Македонија во НАТО и во Европската Унија сме спремни и екипирани и за европските пари. На што најмногу посветивте внимание во 2018 година? Во 2018 година се работеше на многу полиња, но некаде работата е видлива, негде ефектите стигнуваат постфестум. Така да во делот на инфраструктурата асфалтиравме 30 улици или 29 километри асфалт, 5 километри бекатон, 11 километри фекална канализација, Ѓорче Петров го затекнавме во мрак, поставивме над 2000 нови улични светилки, реконструиравме над 20 детски и 10 спортски рекреативни игралишта и во континуитет ја подобруваме урбаната опрема. Исто така морам да напоменам дека дополнително покрај согласностите што ги добиваме од Министерството за труд и социјала за вработување во нашите градинки, ангажиравме дополнително 13 негувателки. Воведена е социјална патролна служба, ангажирани се лица кои се грижат за стари и изнемоштени лица. Во делот на образованието обезбедивме бесплатна ужинка за првачињата, бесплатна екскурзија за сите во оделенската настава. Завршена е салата во основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, инвестиција од 1 милион денари. Во континуитет набавуваме спортски реквизити, се интервенира и на покривите на училиштата, дополнително се прават проекти за енергетска ефикасност на сите училишта. Со донација од 4 милиони денари го вратиме достоинството на фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров, кој што втора лига игра во прва лига, дополнително е полуфиналист во Купот на Република Македонија. Вложуваме во спортот, во младите, ракометниот клуб Ѓорче Петров веќе е меѓу првите во втората лига во ракомет. Имаме ракометен клуб ново формиран кој се такмичи во младинската лига во ракомет, ракометниот клуб Волково. Дополнително го помогнавме и фудбалскиот клуб Волково, кој што се надеваме ќе влезе во втора лига и известни се шансите за тоа. Од делот на културата да не ја занемаривме воопшто, напротив го подигнавме нивото, вложуваме во неа искрено. За прв пат годинава содржа манифестацијата Звуци на културата, за прв пат спроведовме проект исто така за енергетска ефикасност на кровови на фасади на стамбени згради со 30% учество од страна на општината. Така да ова е само еден мал дел и мал дел од плановите кои што следат за 2019. Преку отворените денови кои што ги реализирате во општина Ѓорче Петров, имате можност да се сретнете со граѓаните и да ги слушнете нивните барања и ставови. Од она што го имате во комуникацијата со нив, кои се проблемите со кои што најмногу се соочуваат Ѓорче Петровци? Првенствено морам да кажам дека инфраструктурата генерално последните 12,5 години е запоставена. Значи, морам да кажам дека ние се соочуваме во 21 век да немаме фекална канализација, да немаме атмосферска канализација, да немаме доволен притисок на вода. Меѓутоа, напоредно како што ги изготвуваме и проектите и каде што интервенираме, гледаме тоа да го подобриме. Тоа е многу тежок процес, меѓутоа граѓаните се надевам дека ќе имаат трпение. Најголем проблем е калот во руралниот дел, каде што ставивме фекална канализација, луѓето бараат одма да се стави асфалт. Меѓутоа тоа е невозможно и покрај временските услови и со динамиката и на средствата и на ангажираноста на фирмите кои што се изведувачи. Така да покрај тоа најголем проблем ни создава сметот и ѓубрето. Колку и ние да интервенираме, иако сме дел од градот Скопје и комунална хигиена исто така интервенира, меѓутоа нашите граѓани крај немаат. Така да оваа година ја мислам дека толку чува ѓубре, извадија се буквално од своите и подруми, и станови, и куќи. Така да се надевам дека со интервенција и на комунална хигиена и наша интервенција дополнително ќе обезбедиме средства за уште едно камионче и за уште еден липкер багер за да можеме промптно да делуваме на тие места каде што навистина има потреба. Меѓутоа, користам оваа прилика,
Ние веќе почнаме и со казнување, меѓутоа да не дојдеме во ситуација да казнуваме, меѓутоа да бидат луѓето посвесни, да ги побараат службите во општината, ако имаат некој поголем кабаст отпад, за да можеме ние тоа да го депонираме и складираме како што е ред. Ја споминавте изградбата на канализационата мрежа, токму во таа насока би сакала да го продолжиме разговорот, до каде е постапката и кога конечно може да очекуваме финиширање на овој долгогодишен проект за изградба на фекална и атмосферска канализација. Проектот за изведба на канализационата мрежа веќе е завршен во делот на тоа што имавме како проект. Бидејќи тоа е проект кој што е изготвен од страна на општината, меѓутоа го презема владата, односно Министерството транспорт и врски. Во оваа прилика сакам се заблагодарам, бидејќи навистина одвоја 650.000 евра за да се помогне во руралниот дел, бидејќи ние затекнавме одлука за самопридонес. Тие пари што граѓаните ги плаќаат за приклучок во фекална канализација, дополнително ќе бидат вратени со инфраструктура преку изведување на улиците, дали со бекатон, дали со асфалт. Така да работиме со сите расположиви средства и повторно барам трпение од страна на граѓаните, бидејќи за една година не можеме се да стигнеме да направиме, меѓутоа тоа ни е приоритет и мора луѓето да ги имаат сите основни услови за современо живење. Недостатокот на слободни празни места во детските градинки е проблем со кој што се соочуваат поголем дел од општините во Македонија и во Скопје, не само општина Ѓурче Петров, меѓутоа тука некаде јас би се надоврзала на она што сме го зборувале претходно, најавувате во повеќе наврати детска градинка која што ќе се гради во Волково. Какви се шансите оваа година конечно да се изгради градинката? Мора повторно да се вратиме нечеко назад. Ние немаме ни еден здрав проект за градинка. Знаете, проектирањето е малку посложено. Тоа е еден процес каде што треба тендерирање, па најниска цена, па да се утврди проектантска куќа, да се види на лице место локацијските услови, немање детални урбанистички планови. Веќе морам да кажам дека е избрана консултантска куќа која што треба да изготви физибилити студија за јавното приватно партнерство. Прво ќе биде такво во Македонија, 3x3, каде што учествуваат 3 органи на државната управа, односно 3 институции, тоа е општината, Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика, од една страна јавен приватен партнер. Се надеваме дека таа кост-бенефит анализа, која што ќе ја направат, каде што ние влегуваме со земјиште од околу 4,5 до 5.000 метри квадратни, ќе имаме на современа амбуланта во Ѓорче 2 во Дексион и градинка која што ќе биде одвоена од тој објект, а во склоп на тој објект има некои комерцијални предпоставки за да може некој јавен приватен партнер за да најде интерес. Меѓутоа тоа го ставаме на страна, бидејќи таму веќе функционира градинка, веќе проектиравме 2 градинки, една за во Стопански двор, се чека само да се донесе деталниот урбанистички план кој што е во фаза на носење, и една во Волково, која што ви е добро позната, таа беше промовирана и во времето на мојата кампања. Веќе е изготвена, ќе биде ултрамодерна градинка на едно многу убаво место, каде што Скопје е на дланка. Се надеваме дека следната година со средствата од ТАФ, кои што ги очекува Министерството за труд и социјална политика, ќе влеземе во приоритетните. Имаме такво ветување од страна на министерката, бидејќи навистина имаме недостаток на места и повторно апелирам на трпение кај граѓаните. Така да тие инвестиции следат и тие ќе бидат капитални во наредниот период, во делот на социјалната заштита. Уште малку ќе се задржиме на истата тема, односно ќе се задржиме на најмалите жители на општината Ѓурче Петров. Што е со училиштата? Каква е состојбата во училиштата? Дали е потребна реконструкција, реновирање, дали се доволни овие училишта кои што ги има? Морам да се пофалам дека Ѓурче Петров нема недостаток на ученици. Имаме деца кои што чекаат да се сместат во градинките, тоа е позитивно во делот на наталитетот и во делот на тоа дека навистина препознава Ѓурче Петров како чиста, здрава животна средина, за разлика од другите општини во градот Скопје. И луѓето дури да се пофалам дека бараат и плацови да купат за да го осетат тој чист воздух кој што доаѓаше од планина. Во делот на основните училишта се генерално во добра кондиција, освен основното училиште Димитар Поп Георгиевски, зашто веќе имаме изготвено проект, аплицирано до Јапонска амбасада за менување на кровот и дополнително се изготвува проект за енергетска ефикасност, да се освежи фасадата на училиштето.
Имаме два проекти кои што се аплицирани за доградба на основното училиште Димитар Поп Георгиевски истото, меѓутоа клонот во Хромс. Се надеваме дека ќе стигнеме до крајот на следната година, до почетокот во септември, барем да имам изготвено проект за училишна спортска сала и дополнително за доградба на тоа училиште преку Министерството за образование, доградба на основното училиште Тихомир Милошевски и изградба на спортска сала, која што веќе во тек, дадени се локацијски услови до Министерството за образование и чекаме да отпочне со работа. И во делот на Ѓорче 2, основното училиште, се појави влага на една страна, така да веќе разговаравме со моите стручни служби да видиме во секторот урбанизам, да видиме да изготвиме спецификација за тендер, за да може тоа да се реагира во делот кога учениците не се на настава, односно тоа би било после јуни следната година. Така да имаме ветување исто така дадени локацијски услови да следната година се започне со изградба на базен, мини базен во склоп на основното училиште Мирче Ацев. Во делот на основното на образованието ги мотивираме наставниците, дополнително наоѓаме можности за нивно финансирање, така да младите, спортот, заштитата на животна средина и условите за живење на децата ќе бидат приоритет. Ги споминавте на почетокот на интервјуто и детските игралишта. Кажавте дека изминатава година голем број паркови сте направиле, меѓутоа што е со одржувањето? Многу често забележуваме дека по изградбата на еден детски забавен парк истиот многу набрзо е запоставен, што и од девијантното однесување нели на граѓаните, меѓутоа и од она што се нарекува редовно одржување. Констатацијата за жал ви е точна. На територијата на општина Ѓорче Петров екзистираат повеќе од 30 детски и спортски рекреативни игралишта. Ние апелираме нон-стоп за самосвесност, меѓутоа тоа е понекогаш и домашно воспитување. Со новиот тендер за обезбедување веќе ги нотиравме овие проблеми кои што ги имавме во 2018 година, така да со 24 часовно обезбедување цениме дека тоа ќе се коригира. Го споминавте чистиот воздух од Чарпланина. Меѓутоа, освен она што очекуваме дека ќе ни дојде како Чарпланина чист воздух, дали презимате како локална самоуправа нешто по ова прашање? Секако, како што сте информирани, на дневна основа се подига ѓубрето од дивите депонии, како во урбаните, така и во руралните средини. Имавме есенска акција, заедно со градот Скопје засадивме 200 дрвја. Исто така ние претходно на почетокот на крајот на 2017 година засадивме околу 100 дрва. Имавме есенска акција заедно со градот Скопје во делот на чистење на улиците. Истовремено нашите инспектори почнаа со двосменско работење со цел да се лоцираат и спречат загадувачите. Падна и првите казни за палење на огнови, за некористење на конвенционални средства за затоплување. Дополнително предвидуваме во наредниот буџет за 2019 субвенции за инвертори за печки на пелети. Така да, меѓутоа, уште еднаш ќе апелирам, најголеми загадувачи се индивидуалните домаќинства. Во делот на Ѓорче Петров, со користење на разни средства за грејење, така да за да не дојдеме до казнување, јас би замолил колку што се може да ги искористат можностите и од градот Скопје и од општината што ги дава како субвенција, за да можат да се греат на грејни тела кои што не загадуваат. Дали во дел од плановите за годинава која што е пред нас имате наменето средства и за прочистувачи за воздух во градинките и основните училишта? Преку Министерството за животна средина веќе и просторно планирање веќе се обезбедени 10 прочистувачи кои што ќе бидат распоредени во сите клонови на градинките. Дополнително ја апелираме до сите општествено одговорни компании ќе добијат допис од страна на општината за да може да донираат, за да ја почувствуваме нивната општествена одговорност во општина Ѓорче Петров.
На почетокот на разговорот споминавте дека ги поддржувате младите спортисти и спортските клубови кои што се наоѓаат во општина Ѓорче Петров. Би сакала нешто подетално околу тоа, какви се плановите за 2019 година, дали планирате финансиска поддршка на спортските клубови и младите спортисти, а она што исто така би било убаво да го споменеме се и големиот број на хуманитарни забави кои што се случуваа во општина Ѓорче Петров и на кои што им помогнавте на голем број граѓани. Ќе продолжите ли со ова темпо? Тука кај мене тоа не престанува, тоа е во континуитет. Ја целата резерва што е за градоначалник, намалувањето од службени патувања, од непотребни трошоци, се е дадено на спорт и млади. Дури некогаш ме караат во општина во финансии, аман вика ти само за спорт и за млади даваш. Тие ни силнината и мора да го негувам, бидејќи Ѓорче од секогаш била таква населба спортска, каде што се ценел здравиот дух. Ние дополнително не само што еднократна помош континуирано даваме за лицата од социјален ризик, исто така имаме еднократна помош за ученици од социјалните семејства, ангажираме патролни служби за социјалните семејства, обезбедени се асистенти кои им помагаат на старите изнемоштени лица, продолжуваме да донираме дрва за огрев кај најранливите, повеќе пати во годината обезбедуваме и социјални пакети, храна и хигиенски средства. Во текот на годината се организираат повеќе хуманитарни настани, а годинава и училиштата почнаа со новогодишна акција и базар, при што средствата што се собираат од акциите ги доделуваат на деца кои што се нивни соученици со ретки болести. И некаде сосема пред крајот на разговорот, може ли да позборуваме за идните планови, што ќе се реализира во 2019? 2019 ви напоменав и на почетокот, во делот на тие проекти што ги имаме изготвено, во делот на социјалната заштита, основните училишта, спортот и така натаму. Најголемиот проект кој што заедно со мојот тим го направивме, го доставивме до владата преку Министерството за здравство е клиничкиот центар, кампус, каде што на 254 хектари, од кои што 124 хектари чисто неоптеретено државно земјиште во планскиот опфат, за местното населено викано, ненаселено викано Велеполе, се планира да биде најголемиот државен проект кој што го имала во историјата Република Македонија. Тоа е клинички центар, нов, современ, по сите светски и европски стандарди. Се надеваме дека нашата локација е најдобра и за тоа тврдиме, бидејќи навистина темелно е одработена со сите потребни параметри кои што треба и мора да ги има еден современ клинички центар. Така да, доколку се донесе одлука од страна на владата за нашата локација, тоа ќе биде огромен економски и социјален бенефит за општина Ѓорче Петров, дополнително и за општина Сарај. Со тоа ќе го растеретиме, ќе му помогнеме и на градот Скопје, ќе го растеретиме од тие ненормални гужви што се создаваат. Тоа ќе биде проект кој што ќе биде пропратен со медицински туризам, со спа центри, бидејќи имаме Скопјанка, минералната вода, која што на нејзиното врело е до 60 степени, како термална вода. Дополнително гасот е стигнат до Лафома, доколку се одбере клиничкиот центар, ќе се пуштат краци за гасот, со тоа ќе го намалиме и загадувањето, бидејќи секундарните мрежи ќе се спроведат до сите домаќинства и до најголемите загадувачи. Тоа го оцениме како еден најкрупен проект кој што ќе го обележи мандатот на владата и нашиот мандат во општина Ѓорче Петров. Во преговори сме, веќе е донесена одлука на Скопски плански регион за уредување на кеот на реката Лепенец. Се надеваме дека во наредниот период ќе почне во фази тоа да се реализира, особено во делот од граница Косово до опфатот на ГУП и од ГУП, од генералниот урбанистички план надолу до вливот во реката Вардар, бидејќи навистина тоа е еден голем проблем за жителите што живеат во тој период, во тој простор. Тоа се само дел од проекти кои што ќе бидат капитални од суштински значења, меѓутоа исто така нема да запоставиме и другите делови од Ѓорче, особено Дексион, каде што навистина тамо со години не е ништо пипнато. Веќе изготвуваме проекти за Радушка, односно булевар Црна Гора. Тоа е Црна Гора, дел од
како сервисна улица од булеварот Црна Гора, која што е под ингеренција на град Скопје, за да можеме да ставиме фекална атмосферска канализација, водовод нов, за да се зголеми притисокот на вода и дополнително да се намали излевањето на фекалните канализации во домовите на нашите граѓани, бидејќи ја лично дома имам проблем, бидејќи немаме ние фекална канализација, имаме секаде, меѓутоа атмосферска имаме, замислете, 2% во цело Ѓорче Петров, не се мислило на тоа. И се сите проблеми се кршат на нас, меѓутоа мора да ги решаваме, така да тоа ќе биде еден крупен капитален проект. Ќе повлечеме дополнително средства од МСИ програмата од Министерство финансии, на кој што имаме дополнително грант од 120.000 евра, кој што ќе ги насочиме во нови занимални за градинките. Јас искрено се надевам дека успешно ќе ги реализирате сите овие проекти за кои што зборувме и ви посакувам успешна реализација на истите, успешна 2019 година, а се надевам дека кога ќе имаме повторно повод и нова причина, ќе имаме можност да бидеме повторно ваши гости и да ги информираме гледачите за новитетите во општина Ѓорче Петров. Ја би искористил оваа прилика да ви се заблагодарам на граѓаните на моето Ѓорче, да им посакам среќни, бериќетни празници. Во овие времења на предрасуди, на делби, да бидеме единствени и да ни оди државата напред. Ви благодарам уште еднаш за интервјуто. До 15 јануари трае конкурсот за роман на годината. Од Фондацијата Славко Јаневски соопштуваат дека годинава пријавувањето ќе се врши во културно-информативниот центар поради затворањето на читалната Славко Јаневски. Поради одлуката на Општина Центар да ја затвори читалната Славко Јаневски, романите кои конкурираат за наградата Рома на годината ќе се доставуваат во културно-информативниот центар на град Скопје до 15 јануари. Крајниот рок на конкурсот соопшти Фондацијата Славко Јаневски. Романите може да се поднесуваат секој работен ден, останатите услови од конкурсот остануваат исти. Се пријавуваат 5 примероци од романот или се праќаат по пошта на адреса Фондација Славко Јаневски. Од 1999 година изборот на наградата Рома на годината го организираше редакцијата на Утрински весник, а по неговото згаснување од лани, континуитетот на наградата го зачува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски. Оваа година организирањето на изборот и доделувањето на наградата Рома на годината одбележува 20 годишен јубилеј. Под влијание на многу студена воздушна маса следува период на променливо и студено време со температури кои на повеќе места ќе се задржат под нулата. Во Скопје утре температурата ќе биде околу 1 степен под нулата, недела 2 степени, понеделник -1 и вторник -2 степена. И уште една информација пред крај. Град Скопје апелира до граѓаните да се воздржат од палење огнови на отворено по повод прославата на божичните празници со цел да се заштити животната средина и амбиенталниот воздух. Апелот е усогласен со градоначалниците на сите скопски општини кои решија да се откажат од доделувањето дрва од општините за оваа намена, со цел да се спречи дополнително загадување на воздухот во градот Скопје. Тука е крајот на урбаните вести. Јас ви благодарам на вниманието. И не забравајте да не следите на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!